Спортски журнал. Значи, реков, не зборуваме за фудбалот, очекуваме коментари и размислувања на нашите слушатели, гледачи, следачи за она што се случува најново во Победа. Меѓутоа, имаме и второ важно актуелно прашање да се одговори дали може Прилеп да добие и втор лигаш во наредната сезона покрај Победа. Тоа е кандидат, сериозен кандидат, Голем Окоњари. Затоа на телефонска линија го имаме председателот на фудбалскиот клуб Голем Окоњари, Тони Дановски. Добар ден и веќе сте во програмата на Радио Пела. Добар ден, поздрав до вас новинарите и поздрав до сите слушатели на Радио Пела. Па вие претходниот викенд, односно вчера, паузиравте. Како ви помина паузата? Не е доста вообичаено вашиот клуб да биде во пауза, ама бидејќи таква е ситуацијата, има екипи кои што не се надпреваруваат, па и вие мораше да паузирате, нели? Така, ова ни беше вчера втора пауза, фактички заврши паузата, две екипи се откажани, обршани од шесто коло се откажа есенскиот дел, а веќе Марена не ни е почна сезонот. Сега вчера пауза имавме со Марена. И разликата меѓу нас и Превалец беше 7 бода, така да тие се доближа на 4 бодови, ама ние имаме уште две утакмици со најниско пласираните екипи со Влазними од Пресил и Дреново. Едната ни е на домашен терен, другата ни е во Дреново. Во Возарци, поточно, го игра терено во Возарци. Значи, можеме ли конечно да очекуваме да останете на тоа прво место, каде што сте цело првенство? Прво место Голем Окоњари. Па нормално ние како екипа, после толку напори, после толку играчи доведени во клубов, нормално дека очекуваме да го задржиме првото место и имаме утакмица дома, што сметам дека треба да ја добијаме. А нормално и че ја добијаме најверојатно и последната во гости, и пак како шампиони не сакам да завршиме со пораз. Така на 4 бода се многу, Превалец цело време не прати со 4 бода, 7 бода, 8, така да од кого фативме прво место, не го дадовме до крај и мислам заслужено сме на прво место. Дановски, да ги информираме нашиве спортски љубители на фудбалот, дека во составот играчкиот кадар од Голем Окоњари се одбрани фудбалери кои што настапували во повисок ранг, а со своите квалитети можеби заслужиле и во највисокиот, например, Христијан Кукески е тука. Тука Михо Андреевски, сега да вие ќе ги наброите и останатите играчи, доста познати имиња и презимиња се во Голем Окоњари. Тука ги предводи и тренерот Горан Касниовски, кој го познаваме и како играч се сеќаваме во Победа. Така. А и вие сте познато име што е начело на клубот. Нормално направивме, како први управа направивме солидна, направив екипа што во рок од 4 години клубов го доведовме скала по скала, дојдовме и до прво место. Носев квалитетни играчи, гледајќи секоја година кај недостасува играч, така и носев играчи. Во клубов амбиентот е, како да ти кажам, прекрасен, значи има почитување меѓу екипата, меѓу управата, значи соработка има и не сакам никој играч да го издвом, да не се налути некој друг. Сакам да кажам дека и да му се заблагодарам на цела екипа, заслужено и коректно изигра во оваа сезона. Добро, барем да издвоиме некој, например, кој е голман во екипата? Голман е Дуле Ацевски, детето пред една година го зедов од Општинска лига, од екипата на Дреновци. Значи, ова големо искуство за него, ова надпреварување. Ова искуство, прва сезона на голо и шампион во трета лига. Од овие што ги постигнуваат головите, да издвоиме неколку. Голови,
може би цела везна линија постигнува, чак и одбраната, ама од шпицо годинава го имаме Беки. Беким Алимовски. Да, Мустафа, го имаме тука Ерџан. Многу играчи имаме, значи, мислам дека сме и најдобри во гол разлика во сите екипи и најмалце имаме примнато голови, така да цела екипа ни е компактна, цврста и тешко голови примаме. А многу лесно да постигнуваме, па затоа сме и на прво место. Пред само 8 дена бевте домаќини на Башкими, се чинеше дека тоа ќе биде дерби, но 4-0 загуби Башкими, кој до тогаш беше многу високо пласиран и многу блиску беше до првото место, односно со амбиции да биде блиску до Големо Коњари. Како се случи баш 4-0, тоа е многу висок резултат за дерби надпревар? Јас гледајќи нашата екипа, мислам дека не е и висок резултат. Башкими е новолигаш во лигата, така да не зеде некој појачувајна, најверојатно тие си остана со нивните дечина од општинска лига, влегоја во трета лига. Резултато, значи нормално се и тие солидна екипа, чим се на трето место, екипата е во ред, ама ние сме екипа што имаме играчи поединци што може да направи голема разлика в терен, така да лесно ги добиваме екипите. Ако ти речам дека 4-0 резултатот е малце, може нема да ми веруваш, да беше присутен, може требаше да биде 8-0 и фазла. А Башкими е на третото место со 44 бода. Еве гледам на сегашната табела, 51 има Големо Коњари. Навистина е доста голема разликата, меѓутоа пласманот на трето место сепак значи еден квалитет. Или би требало да значи? Ами, не знам, може би да, ама Големо Коњари ова сезона немаме, уствари со Превалец нерешено изигравне, иначе може една година немаме бодови изгубено на домашен терен, така да и на гостински сме многу солидни. И... Само 2 пораза цела година? Да, 2 пораза и то порази на некој начин, можам да речем, од долно пласираните екипи од Питугули и од екипа од Влазними в недела што ќе одигруваме утакмицата. Да, тие се моментално последно место, ако не ги сметаме во Бршан и Марена. Да. Влазними јуниор. Сега да ни кажете, Големо Коњари претендира на втора лига, меѓутоа за да биде второлигаш треба да го помине баражот. Бараж надпревар 1 се игра, зависно во жепката кој ќе падне како противник, но исто така треба да исполни некои услови, например со терен, со соблекувални. Како стоите во врска со сето ова како клуб? Како клуб вака, инфраструктурата не ни е баш на солидно ниво. Кога ќе почнам од соблекувални, ограда од двете страни, од задните страни на головите и трибина. Иначе тревната подлога е страшно добра, така да околу тоа че немаме никаков проблем. Се не сакам политика да мешам, ама локалната самоуправа ни вети дека ќе ни направи ограда од двете страни, од задните страни на двата гола и трибина, од тоа нема ништо. Така во таа смисла сме извисени, од ова требаше веќе досега сето да е направено. А со облекувалните лесно може да се среда, имаме објект, имаме и горе голем објект што можеме да го искористиме. Се тука нормално че ни треба плочки, ВЦ внатре да се вгради и така натам. Некои работи посебни, ама најголем проблем се оградите и трибината. Сепак, се уште има време, чинам, еве сега сне мај, јуни, јули, во август ќе почне првенството, новата сезона, втората лига, чинам дека има време сепак да се дополни ова што досега се изгубило. Дај Боже да е така, нашите амбиции се влез и сега, мислам, после ситуацијава со откажување на Гостивар и на Воска, се направи простор за уште две екипи најверојатно да влеза во
во втора лига, така да од 6 екипи што игра во бараш, 5 треба да влезе. Мислам дека така треба да биде пропозициите, така да шансите ни се зголемува, парични средства за втора лига имаме, ама инфраструктурно, како што напоменав, околу соблекувалните, околу трибините и оградата, не. Тоа треба сето да се санира преку летото, веќе ако ние сакаме да настапуваме. За нас како клуб е погубно ако се иселиме да играме на друг терен и да влеземе втора лига, а да не играме во Големо Коњари. Да, секако за секој клуб е голем хендикеп ако не игра дома пред своите гледачи, каде што и тренира, туку да игра на секогаш на туѓ терен, што се вели. Така, тешко е, значи ние сме навикнати многу, че изгубиме тука и со публиката, имаме страшна публика, ни верува нас како управа, и верува на екипава, очекува уште од нас да одиме чекор по чекор, значи очекува да бидеме и второлигаши, очекува и да се носиме добро со второлигашките екипи, ама како што напоменав, ако не играме Големо Коњари на нашиот стадион, за нас е погубно, значи едноставно тешко. Сега кога се спомнува Големо Коњари, секогаш овие што се запознати со фудбалот велат Големо Коњари, ништо чудно да игра во вторава лига, бидејќи го познаваме од порано. Братство се викаше Големо Коњари, оттаму излезе еден Гоце Седловски, таму игравте вие браќата Рубин и Тони Дановски и уште многу фудбалери излегоа од Големо Коњари, поврзани со Големо Коњари, па сега и овој фудбалер што настапуваше долго време во странство, Зоран Дановски, Шукер популарно викан, и можеби сигурно има уште многу што треба да се спомнат. Значи со богата историја едно фудбалско место. Големо Коњари. Да? Ало? Да, повелете. По програма сум. Повелете. Големо Коњари од секогаш гаело, вадело така спортисти. Сите овие што ги напомена, сите се лично баш од Големо Коњари. И луѓе други што иделе, значи настапувале први во Големо Коњари, поранешно братство, па после почнале да игра за победа и во други клубови. Такво е местото, не знам како да речем, терен одговара, секој ден седечината на терен, тоа е сето фазла од тренинг, него да оди некаде да тренира, по цел ден се на стадион, со топка, и тука се уча најмногу, мислам, работите за фудбал. Ало? Дановски, ви благодарам за учеството во емисијата, па кога ќе се случи ова најважното, влезот во втората лига, пак да се слушнеме, или ако сте во можност нареднава емисија заедно со Горан Касниовски, тренерот, би ве очекувале во студиово. Ако сте во можност. Ќе направиме напори да дојдеме баш тука во студиото директно. Горан има приватна фирма, јас одам на работа, така да се надевам дека ќе издвоиме пола сат време да видиме гости. Така. Ајде, поздрав до сите таму во клубот и многу успех онака како што очекува фудбалската јавност во Прилеп и Прилепско. Ви благодарам, поздрав и вас. Спортски журнал на Радио Пелајва. Спортски журнал